Светиот Дух. Амин. Возлюбени браќа и сестри, многумина од нас сме имале прилика да ги загледаме убавините на нашата татковина Македонија. И како резиме на тие наши екскурзии сме дошле до едно убедување, а тоа е дека на најубавите места се подигнати најубавите цркви и манастири. И веднаш на тоа убедување ни дошло да се запрашаме во себе. Со каков дух живееле нашите предци? Колкава била нивната вера? Толку сиромаси, со многодетно семејство, едва и да врзат крај со крај, а какви божествени, колку величествени храмови, цркви и манастири изградиле нашите предци. Почитувани браќа и сестри, македонци, посетувајќи ја вашата црковна општина повеќе пати и можноста да стапам во дискусија со многумина од вас, дојдов до убедување дека единствената можност за сите нас, за да се избориме за едно парче од небесното царство, почнува и ќе заврши во ова свето место, наречено Свети Наум Охридски. Сепак, дозволете ми накратко да објасниме што е тоа црква и од каква полза е еден ваков храм за сите нас кои што имигриравме и сме далеку од нашите корени. Според нашето православно учење, црквата е свето место, таа представува тело чија глава е Христос. Место каде што се извршува светата тајна Евхаристија или, според псевдо Дионисий, тајна на тајните. Во Светото писмо ќе прочитаме дека од каков и да биде материјал направена црквата представува дом Божи, свето место на земјата за принесување молитви, место во кое постојано е присутен Бог. Да ми направите светилиште од каде што ќе ви се јавувам вам, побара Бог од Мојсей. Што понатака не поучува Светото писмо? Одма после подигањето на скинијата читаме: а кога Мојсей влегуваше во скинијата, се спушташе столб од облак и се задржуваше пред вратата на скинијата, додека Господ зборуваше со Мојсей. Исто така понатака во Светото писмо ќе прочитаме: откако Соломон го изгради величествениот храм во Јерусалим, Бог лично го осветил. Исус Христос имал посебна почит кон Соломоновиот храм во Јерусалим и лично тој го сметаше за дом Божји. Истата почит кај Соломоновиот храм ја имале и светите апостоли. Токму во тој храм Исус Христос ги одржа најплеменитите проповеди, а неговите ученици во него стоја и се молеа секојдневно со часови. Во Новиот Завет се воспостави редоследот на новите правила. Се подигаат насекаде христијански храмови. Во олтарот се принесува бескрвната жртва на Господ Исус Христос, кој преку светата причест, Синот Божи е постојано присутен со сите нас. Почитувани, црквата е нашата духовна мајка. Таа не раѓа повторно, преку светата тајна крштение од вода и дух. И не води преку останатите свети тајни да чекориме смирено до последниот наш здив. Да се подсетиме само на поучните совети на свети Кипријан. Оној кој што црквата не ја има за мајка, не може да го има Бог за татко. Истиот светител во друго место нагласува: не постои спасение надвор од црквата. Затоа, возлюбени верници, кога зборуваме за црквата, треба да бидеме свесни што зборуваме. Треба да бидеме свесни што зборуваме за свештенството, како се однесуваме кон неја и како живееме во неја. Драги браќа и сестри, да не заборавиме дека нашата православна црква има мисионерска улога на овие европски простори.
Многу нации овдека се уште не слушнале за вистинскиот Бог и Спасител. А преку нашите постапки и нашиот живот сведочиме ние за Него. Да не заборавиме дека не случајно се најдовме тука во австриската метропола. Не затоа што сме поснаодливи од останатите наши браќа и сестри кои што останале во Македонија, тука сме по некоја Божја промисла. А тој и погоре го нагласив, дека црквата сакала тука духовно да раснеме и да сведочиме кон другите за Христа, та и тие преку нас да го спознат вистинскиот Бог. Сите оние и сите ние кои што сме имигрирале и сите оние кои што се родиле како македонци во овие австријски простори, црквата треба да ја имаме како центар на нашата братска љубов, како центар на нашата слога. Таа треба да биде нашата гордост, национална и се разбира центар каде што ги лечиме нашите духовни рани. Возлюбени, би ве запрашам, постои ли друго место во Аустрија каде што ние како верници се среќаваме со нашиот Создател? Има ли друго место каде што ние како верници ја примаме светата причест? Постои ли друго место каде што ние како верници ги крштеваме и ги венчаваме нашите деца на наш македонски јазик? И постои ли друго место каде што ги возвишуваме нашите молитви во помен на нашите починати? Би ве запрашал уште нешто. Каде и на кое место низ Виена можеме да се збериме сите, секогаш, во секое време и кога и ќе посакаме? Каде и на кое друго место можеме да се расположиме, присуствувајќи на една народна седенка, обогатена со убавата стара македонска песна и со нашето прекрасно оро? Одговорот на сите ни е јасен. Никаде освен во нашата црковна општина Свети Наум Охридски. Почитувани, која е нашата полза, па макар и цел свет да го добиеме на дланка, ако на душата своји напакостиме? Затоа ќе потенцирам. Потребата од еден ваков верски, духовен, културно-образовен центар не само што е неопходна, туку треба да представува наша национална гордост. Браќа и сестри, како народ, вистински православен, од секогаш сме знаеле што е на царот царевото, а на Бога Божиот. Црква не се гради секоја година, туку еднаш во 100, 200, 300 години. Црква не се гради секоја година. Многу имиња од ктиторите во овие времиња исполнуваат по 500, 700, може би 900 години. Повеќе или помалку не е толку важно колку што е важно тоа што во нашата црква ги спомнуваме на секоја света божествена литургија. И тоа како блажени на повеќе пати и посебно во големиот вход. Како верни чеда на нашата црква, секој од вас и вашите семејства ја има таа можност да се брои во блажените и секогаш споменувани создатели. Па дури и тогаш, и во оние времења кога ќе немаме никој од нашата лоза, светата наша црква ќе не споменува до крајот на светот. Почитувани браќа и сестри македонци, возлюбени чеда на Христа Бога, ви се обраќам вам кои што од раните 70-ти, па наваму редовно престојувате во убавата метропола Виена. Чувствувам голема одговорност, а и должност ми е да го изразам своето мислење. Окружен со околу 1500 квадратни метри земја, која за нас македонците жители на Виена представува и е парче рај на земјата. Токму од ова рајска убавина, од ова свето место, кое го носи името на еден од нашите најголеми светители, Свети Наум Охридски, ќе не забележат и сите други народи и нации. Ќе ја забележат нашата култура, нашата традиција и нашите обичаи. Токму од ова свето место многумина ќе не забележат дека сме различни од другите и дека сме своји на своето. Возлюбени, со гордост можам да потенцирам и си земам за право во име на целиот црковен одбор,
дека во изминатиот период реализиравме и реализирани се многу корисни проекти, меѓу кои секцијата за фолклор, која што заедно во сите групи и возрасти брои околу 100, а може би и повеќе членови, и успешно ја представува нашата култура и името на нашата заедница насекаде низ Австрија, па и надвор. До неодамна, за време на мојот претходен престој, го реализиравме проектот по веронаука на кој зедоа учество деца од 5 до 11 годишна возраст. А на наше задоволство успеавме за кратко време да оформиме една паралелка ни повеќе ни помалку од 22 ученика, кои што во циклусот од околу 12 часа имаа можност да се запознат со нашето православно учење. Во текот на овие години за време на поголемите празници се организираа прослави со посета на познати групи и естрадни уметници, а посебно задоволство ни приреди нашиот амбасадор на културата, ансамбл за народни песни и игри танец. Исто така, за новогодишните празници приредивме изненадување за нашите најмили, со поклони и новогодишни пакетчиња, а на наше задоволство оваа година до денес се пријавени околу 130 дечини. Драги браќа и сестри, должност ми е да ви известам и за нашите проблеми и гајлина. Имено од 480.000 евра, колку што сум запознаен, колку што беше проценет ова наше свето место, благодарение на сите вас, исплатени се околу 240.000 евра. Затоа сигурен сум и се надевам дека вашата љубов кон светата православна вера и црква, која што ја наследивте од дедо прадедо, е голема и дека вашата љубов кон нашиот мајчин јазик е неизмерна. Затоа ве замолувам сите вас на минимална финансиска помош од 20 евра месечен парохијал по семејство, која што ни е крајно неопходна, а воено и вашето почесто присуство на светата божествена литургија ќе ни покријат многу рани, гајлина и проблеми. Со вашата минимална, но многу корисна помош ќе продолжиме горди да се осеќаме како македонци и како што истакна пред малку, своји на своето. Возлюбени во Господа, 3.000, 5.000 или 7.000, колку и да сме низ Виена, сите живи и здрави. Ако не чувствуваме одговорност кон нашите предци, ако не чувствуваме одговорност кон нашите дедовци и прадедовци, кон нашиот патрон Свети Наум Охридски, кон Свети Климента, ако не чувствуваме одговорност кон светите браќа Кирил и Методи, кон Свети Гаврил Лесновски, Свети Јоаким Осоговски, кон Свети Прокопчински, кон Свети Ѓорги Кратовски, кон Злата Мегреска и кон сите македонски светители, тогаш имаме барем трошка одговорност кон нашата трета генерација, која што се родила и се образува во овој австријски систем. Токму на оваа генерација и по секоја цена е неопходно да му го препишиме овој верски, духовен и културно образовен центар кој се наоѓа ни повеќе ни помалку на околу 15 километри од строгиот центар на Виена. Почитувани македонци, граѓани на австриската метропола, за третата генерација од нашето поколение, втора страна нема. Тие не можат и не се австрици, германци или што и да кажеме. А колкави македонци ќе бидат и колку ќе се ја почитуваат нашата православна вера, таа трета генерација е сега само на проба таму со фолклорот, да? Колкави македонци ќе бидат и колку ќе се ја почитуваат нашата православна вера, колку ќе ја сакат нашата култура, нашите обичаи и традиција, зависи само од нас. Клучот и богатството за нивните души е во нашите раци. Затоа во име на целокупниот црковен одбор ве замолувам уште еднаш, одговорете вкумано со вашата финансиска помош во интерес на нашата света црква. Посетувајте ги светите богослужби. На нашиот јазик и на нашите идни генерации кои што представуваат крилата на ова црковна општина му треба голема помош. И на крај ќе истакнам дека со реализирање на овој проект
а понатака и со изградба на еден типичен православен храм, ние отворивме нова врата кон Царството Небесно. И ако утврдуваме нашата жива и пожртвувана вера и сведочиме дека сме една вредна и хумана заедница. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. Амин.